На терените на Пониква на Осоговските планини во саботата се одржа традиционалната 8 поред средба на властите од Македонија под наслов На Петровден сите на планина. На средбата присуствуваа над 1000 власти со своите семејства од Македонија, а ги имаше и гости од Албанија, Франција, Германија и Романија. Организатор на средбата е влашката пејачка група Грамостеан од Скопје, а манифестацијата е поддржана од општина Кочани. Нема да бидам скромен ако кажам дека не сме задоволни од причини што во овие кризни времиња, ние вложуваме напори и успеваме да не сгасне овој фестивал веќе 8 години поред, а тоа го правиме вие секој го знаете, секоја година го повтараме од причини што празник Петровден како голем христијански празник на власите, обично они го празнувале овде, бидејќи престојувале со своите стада овци и познато меѓу вас во влашките колиби или ние викаме влашко село, преку 40 семејства престојувале овде и сите тие обичаи, традиции, културата сакаме да ги возобновиме и да ги обновиме дури. Успеваме во тоа, не сме само ние, година од година ни доаѓаат од разни држави овде учесници, годинава, имаме една пејачка група од Албанија и од Верија, Грција, и имаме фолклорно друштво, едно прекрасно, ќе имате прилика да ги следите и ќе ни го збогатат практично ова наше збеднување. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, кој е покровител на манифестацијата, поздравувајќи ги гостите и учесниците на средбата, истакна. Бунадзуа Арманами. Гини видит. Добре дојдовте, драги пријатели, овде на ова прекрасно место на Пониква. Добре дојдовте посебно на нашите гости од соседните држави, од Грција, од Албанија. Добре дојде на сите оние кои што го чувствуваат Пониква како свое. Добре дојде за оние кои што го имаат место на раѓање ова место. Добре дојде на сите на прославата на Петровден, на градот Кочани и на сите оние кои што го чувствуваат Петровден како свој ден. Мене како градоначалник ми е посебно задоволство што можам, 8-миот поред фестивал на овој етнофестивал, да бидам почестен, да се обратам во оваа прилика и да ви посакам убави моменти на овој фестивал. Сакам да ве потсетам дека општината Кочани го смета Пониква како еден од главните извори на понатамошните развои на општината Кочани. Сакам да ве потсетам дека во последните години имаме инвестирано преку 1 милион евра во инфраструктура за скијачките терени. Направено е едно мало езеро, направена е подземна инфраструктура за топови за вештачки снег, осветлени се патеките, тоа е веќе завршено. Наредните инвестиции се во делот во најскоро време ќе имаме асфалтирање на патишта од аеродромот до паркингот и надолу 1 километар према Превалец. Тоа е реалност. Ќе имаме улично осветлување за сите оние кои што се овде. Имаме на наша, бидејќи овде се две општини, и општина Кочани и општина Провиштип, на територијата на општина Кочани имаме преку 65 доделени плацеви за индивидуални градби, а исто толку има и во општината Кочани. За кратко време Пониква ќе стане едно градилиште. Во подалечна перспектива имаме проектирано да го прошириме зимскиот капацитет со дополнителни патеки, со дополнителни ски лифтови и со комплетно решавање на инфраструктурата во овој дел. Токму затоа, го третираме како еден од трите столба покрај Оризот, покрај геотермалните води и ова Пониква како третиот столб за носители на развојот на општината Кочани и задржување на нашите млади луѓе овде во општината Кочани. На средбата на Пониква беше изведена богата културно-уметничка програма на која настапија културно-уметнички друштва од Албанија, Грција, Романија, Скопје и Штип.